гледачи, добра вечер. Еве, петок, 21 часот, повторно сме заедно, подкаст Радар. Со мене со Соти Костов. Вечерва, едно изненадување, културни разговори, културни диалози. Гости ни е ни помалку, ни повеќе, министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Господине Љутков, добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата. Во секое време се расположени за културата и туризмот да зборуваме. Како сте, добри? Добро, супер. Да кажам, мислам дека ова ми е првиот подкаст кај што учествувам. Може да се фаламе. Мислам дека во едно студентско радио Да. пред 6-7 години се појавив еден вид како подкаст, но вака официјално како министер првиот подкаст. Баш ми е драго, ќе се обидеме еден убав момент да си направиме за македонската култура. Вие сте и прв министер кој ќе се бави и веќе се бави со туризмот. Мене едно нешто друго ледо да го ме интересира, да го пробиеме. Вие сте сограѓани на еден начин или доаѓате од градот на преродбата, револуцијата, државноста, Велес. Тоа е градот на джинот, градот на Рацин, градот на општината Прцорек, Да. каде што има први училишта македонски јазик и така натаму. Тоа е градот на Панко Брашнаров, ајде не ги забравяме гимиджи. Гимиджиите, така. Какво е чувството? Изгора сега сте долгогодишен актер, успешен, квалитетен, баран, експлоатиран, повеќе од 25-27 години, 26 години, а сега сте и министер за култура. Ве молам, како е чувството да доаѓате од таков град и еве сега да се грижите за развојот и одржливоста на македонската култура, па и на македонскиот туризам. Се разбира дека чувството е прекрасно и дека сум горд што доаѓам од Велес и што доаѓам од градот на толку големи великани, борци, создатели, но сепак како министер одговорноста е друга, бидејќи сте министер на целата држава, на целата култура во Македонија, но предноста да сте од Велес, кој што е град во кој што е создадена македонската култура, кој што е создадена македонската револуција, Да. е едно, вака да кажам, посебно чувство и дава некоја предност и легитимитет поголем во креирањето на политиките. Да. Пред некоја година или поточно 2019 година одржав една јавна трибина во граѓанскиот сектор со наслов "Возможен ли е Рацин денес?" Името не го дадов ја, малиот Клетников, Филип Клетников го даде, тој сега во Америка предава. И се изненадивме во Public Room ја организиравме и се изненадивме за одзивот. Една убава лекција младите ни одржа дека не да е возможен Рацин денес, него го живееме. Ама тоа беа годините кога беше атакувана македонската култура, традиција и историја и некако убаво се погоди. Па еве да почнеме со Рацин. Тој не учи како да тагуваме, тој не учи како да се радуваме, тој не учи како да чекаме зората, мугрите, тој не учи на убавините, тој не учи на традицијата, на маката работничка. А ја би рекол, нашата култура е искаена од народниот гений, од се тоа што Рацин го зборува. Дали се согласувате со ова и дали ние имаме многу повредна култура отколку што си ја цениме? Од аспект, дозволивме во минатата декада некој да ни ја продава, да ни ја става на паланца и да вели тоа е култура и на друг народ или сме, не знам, со некои соседи сме имале заедничка култура, историја и така натаму. Мислам дека имаме многу повредна култура, отколку што ние самите некој пат мислиме дека е така. Многу точна констатација. Некогаш и можеме да заборавиме на тие или да ги игнорираме, што се трудат да не негираат или да не распродаваат и така натаму, но зошто се случува тоа, бидејќи мораме да го фатиме фактот дека премалку се грижиме за она што го имаме како македонска култура, како македонска традиција, обичаи, јазик, литература и така натаму.
Зошто ви е точна констатацијата, почнувајќи од Рацин, како што го спомнавме, не да е возможен Рацин денес, туку Рацин всушност треба да ни биде императив како ние треба да се однесуваме и како треба да разговараме во иднина и со младите луѓе. Бидејќи ако велите дека младите луѓе одржале лекција, ние имаме еден фестивал кој што се вика Фестивал на прозата, на поезијата, Рацинови средби. Се сеќавам како дете дека тоа ми беше еден од најдосадните фестивали. Ама како дете. Како дете. Гледате дека некои луѓе беседат, многу возрастни луѓе, над 60 години, нема никаква иновативност, се чита поезијата, но тоа не допира до вас како млад човек. И после 10 години се прашав што е всушност проблемот, кога го читам Рацин е толку современ, а кога ќе отидам на манифестацијата, тоа е ужасно досадно. И имав можноста од 2009 година да го водам фестивалот Рацинови средби со тогашниот градоначалник Чадиев, првен беше Горан Петров па Чадиев, и всушност зборувавме тогаш и со Александар Русјаков, кој што спомна дека една интересна работа кажа, Рацин е Джим Морисон. Видиш. Русјаков знае да направи такви паралели. Да. И вика, јас да живеам во Велес, јас вика би седел на неговиот гроб и би пиел вино, би свирал на гитара и така натаму, една традиција која што и постои во Велес. Така да ние трнавме со манифестацијата малку да ја подмладиме. Да им кажеме на луѓето всушност кој е Рацин, дека тој е наш современик, дека тој е еден млад човек кој што љубел, кој што сакал, кој што бил револуционер, се борел и така натаму и така натаму. И мислам дека ако ги гледаме работите на тој начин, Рацин ќе биде новиот херој на новото време. Па мислам и е новиот херој и сега само уште од историјата уште едно прашање. Истражував дека една од прво црковни, потоа народни општини е Прцорек. Таму джинот почнува својата активност, отвора школа, а не е против доволно сега ваква гимназија, онаква гимназија, ама едно сватив дека прво училиште на македонски јазик, каде староцрковниот е истиснат и се зборело на јазик да научат народот, младите луѓе, а еснафите финансирале. Правев една анкета, многу малку знаат ван Велес, бидејќи еден проект спроведувам годинова и до година, многу малку знаат за Прцорек. Се водам, прво да ве прашам, дали има некој обележје во Велес за Прцорек? А ако нема, дали ќе си ветиме да направиме некој обележје, бидејќи за мене оттаму е Никулецот, оттаму почнало во последните 150-200 години. Па мислам дека нема посебно. Пошто ги имаме кемиџиите, имаме обележје. За Рацин имаме. За Рацин имаме. Во Којник се знае дека нели плоштадот тоа е главното обележје. Така да за Прцорек не сум сигурен, може и да има, ама еви ја да не сум. Ама не сум сигурен. Да, дојдеме до моментот да ве прашам што е најинтересно, бидејќи без пари нема ништо, се чини све кој што во наше современие. Колку тежи македонската култура денес? Зашто ве прашам ова? Ја некако, со бројки не ме бидува, министер морам да ви кажам, ама приметив дека некаде без малку 9 милиона евра повеќе е одделено од минатата година, а бројката што е определена за културата е 85 милиона евра. Дали ми е точно ова бројка во моето истражување? Или грешам? Некаде доаѓаме околу 5,5 милиарди денари. Да, денари, 5,5 милиарди. Така и гледам затоа што така ми доаѓаат и мене податоците и такви компарации правам, значи некаде околу над 5 милиарди и 200-300 и се зголемува буџетот, но мислам дека едно што е многу важно во буџетот е правилно да ги распределите средствата. Значи, вие може да имате и 10 милиарди и 20 милиарди, но средствата да отидат во ветар. Мојата тенденција беше, бидејќи знам и да работам со средства, сум бил и уметнички раководител на драмски, 10 години сум водел
независни институции и фестивали, многу е важно да знаете како правилно да работите со државните ресурси. Значи да ги третирате како свој собствен буџет. Мислам дека она што успеавме да го направиме е поважно, што направивме реорганизација во делот на буџетирањето. Многу е важно што им дадовме на институциите, еве сега се скоро 28 национални установи делегиран буџет или автономија сами да раководат со средствата. Значи имам верба во тие директори кои што сум ги поставил дека можат да раководат со средствата и да прочитав делегирани, неделегирани, економистите, не го разбирам, економистите можеби средства. И не го препознаваат тој збор. Знам, као самостојност да им давате. Автономија, да. Автономија, да. Тоа е всушност како функционираат фестивалите. Вие врз основа на одредена програма им давате одреден буџет и наместо претходно да им ја одобрите програмата, вие ги следите во процесот, им правите евалуација и на крајот ги оценувате дали тоа што го направиле е добро или не. Всушност им давате право да бидат менаџери. Програмата, националната програма само за проекти финансирање, бројката да погледнам, ја пак во евра ќе кажам 17 милиона и 405 илјади евра проекти од национален интерес. Така. Бројката не е мала, министр. Не е мала. И видов овој пат нема джејоја, нема навреди, нема пцовки и така да, пискотици од галичник. Како да некој поинтересна алокација на средствата правите и некоја праведност воведувате, и ги нема заканите, море на туџби, море на ово и на она. Дали тоа тимски го правевте, дали тоа така малку... Вака, јас ги следам конкурсите повеќе од 20 години. И секогаш сум се прашувал што е толку проблематично, бидејќи вие не можете нас уметниците да не задоволите со проекти, да ни дадете, да речеме, и милион евра, ние ќе побараме следната година два. Лимитирана. Да, така да и во право секога бараат повеќе средства и треба да се даваат повеќе средства. Но она што го направивме ние со конкурсите, направивме едно лимитирање или воведовме ред во начинот на буџетирање. Значи ги определивме манифестациите за да не може од ракав да се делат средства, некоја ново формирана манифестација да добие 10 пати повеќе средства од некоја кое што веќе има 60 години традиција и е успешна. Тука работевме и во опозиција, морам да кажам, подготвувавме еден модел како би требало да изгледа конкурсот и многу брзо го имплементиравме, бидејќи јас кога станав министер имав месец дена да го распишам конкурсот. И во тој месец дена, месец и пол, успеавме да го имплементираме ова, беше прифатено и поздравено од сите и мислам дека на тој начин и ланската година и оваа година нема реакции во однос на распределбата на средствата. Се разбира дека секогаш... Оваа година веќе нов буџет, малку пополн буџет, поголем буџет. Пошто ја пратам од граѓанскиот сектор, сум соработувал со министерот за култура, мислам дека оваа година е така прва година фул што би се рекло. Да, и сега... многу повеќе средства и многу повеќе поддржани проекти, така да мислам дека добро направи. Ако завеме да ги броиме проектите што ги видов во програмата ваша, ќе ни треба 10 емисии. Ќе се потрудам нешто покарактеристично така да извлечам. Ќе се фатам прво, но тоа е слободен избор мој, по вкус. Скопското Калец ќе ве прашам. Гледам планирани веќе во тек 2 поставки, нешто од антиката и нешто османлиското наследство. За публикава нешто поконкретно да ни кажете што ќе се случува годинава, а и годиниве што идат со овој проект, со овие 2 поставки. Она што сакаме да го направиме е никогаш повеќе да не дозволиме да дојде некоја политичка опција која што ќе го уништи Калето, како што тоа го направи претходната влада. Од ваше уста во Божји уши. Да. Мислам дека од 2013 како почна процесот, нели, оној скандал што се случи. И тепачки, и тепачки, и такви работи, и полиција. Не успеавме да се објасниме всушност што правиме. Зошто се прави тоа горе. Так. Етнички, културолошки и историски. Една од првите работи кои што ги направив на почетокот на моето министерување
седнав со сите да разговарам и да се објасниме што бил тој проблем во 2013 година и зошто ние го држиме калето 11 години затворено. И зошто 7 години назад оваа власт, претходната власт не успеала да го отвори оваа прашање. Го решивме за 5 минути, Сотир. Значи диалогот помага. Диалогот помага. Не случајно е диалог. Така е. Отворен. За 5 минути се собравме, се договоривме кои се проблемите, што треба да направиме, прифатено од сите страни. Одвоивме некаде околу 10 милиони денари за музеот на праисторијата и за музеот на османискиот период. Останува уште делот, неизградениот е средновековниот период. Значи тој понатаму ќе се прави во следната фаза, значи треба да ги имаме тие три периоди на калето. По доаѓањето на градоначалникот Орце се договоривме да имаме поделено стопанисување на калето. Едниот дел, овој стручниот кој што е конзервација, истражување и така натаму, ќе го водиме ние и археолошкиот музеј на Македонија, а ќе стопанисува со него одржувањето, поставување на нова бина, концерти, летна сцена и така натаму, тоа ќе го прави градот Скопје. Значи може локална самоуправа со државна Така да функционира, ама така треба да функционираме. Да. Јас сега сакам да закажам состанок на ЗЕЛС, да видиме со сите градоначалници да го правиме тоа. Бидејќи многу повеќе добра локација правите на. Да, и треба многу повеќе локалната самоуправа да вложува, ако сакаме да се децентрализираме полека, да даваме многу повеќе средства за поголеми проекти од национален интерес, тоа ќе треба и локалната самоуправа малку повеќе да вложи во култура, бидејќи морам да кажам, да не ги спомнувам сега, да не се налутат другите, но имаме 5-6 градоначалници кои што сватија дека културата е основа на се. Основа на се, дури го сваќаат и како свој личен маркетинг. Па нема ништо лошо и во тоа. Нема лошо и во тоа. Но ако ни развира македонска култура во вистинска смисла на зборот, а културата е тоа што сме ние и како се однесуваме кон животот и работата, ја тој маркетинг ќе го подпишам да ви кажам. Така е. Така да калето на пролет ќе букне во едно ново светло. Многу се радувам за тој проект, посебно се радувам, бидејќи како студент сум пораснал на тоа кале, на скопско лето, сум играл многу представи, веќе од 13 годишна возраст, таму некаде до 2007-2008 година, но подоцна нели кога се случи тој немил настани. Да. Полека ќе го заборавиме и треба да го заборавиме. А кога сме кај Скопје, видов дека предмет на фокус ви е и аквадуктот. Да. Ценам дека години наназад тој бренд скопски и македонски недоволно е искористен, а се знае многу одамна е. Што планира Министерство за култура и вие како министер на тој план? Има причини зошто оди споро работата таму. Тоа не е како калето или како Скопје, да речем. Аквадуктот има огромен проблем со имотно-правните односи, бидејќи голем дел од земјиштето е приватно. И има проблем со експроприација и затоа многу споро одат работите. Ние не можеме да го оградиме и да направиме една форма како калето или како Скопје, да го оградиме, па да го презентираме како во делот на туризмот, но е многу комплицирано, имаме многу малку стручен кадар и компании, градежни компании кои што работат во делот на заштитата на културното наследство. Така затоа одат споро работите. Не дека немаме средства. Имаме средства доволно. Дури и не ги искористуваме до крајот на годината, оние што се определени за оваквите објекти. Но мора полека со тоа што покажуваме дека се грижиме за културното наследство и дека го чистиме, го зартуваме, го тргаме од она обилна вегетација, мислам дека ќе се охрабрат компаниите и да се фокусираат во овој дел на градежништво. Убаво. Мислам треба да ни е еден од заштитните знаци аквадуктот, како што е камениот мост, како што е старата чарша и така натаму. Пак ќе кажам, ова е најголемиот проблем кој што го имаме таму. Внимателно, кој што треба да се решава, сите аспекти да се согледат. Ама важно се работи, се работи апсолутно,
пошто еден период од она власт малку и во распаѓање имаше таму нешто. Имаше и кражби, немаше ни обезбедување и така. Не сакам да набројувам, ама приметив и ја ги оделив како некои 3-14 супер проекти имате во програмата. Театар во Тето, или се ако да не сгрешам во Струмица, реновирање ваму, конзервирање ваму, поставка ова, градење нова зграда и ова и она. За мене ова е едно големо заживување. Некој збор за, пошто подкаст, јас сум словен, јас сум провинцијалец од Кочани. 25 години сум овде гастарбајтер во Скопје. Мене ме радува што и на македонската под наводници кажано провинција, внатрешно себе културно, водите сметка, гледам доста градови се покриени. Не е само да речеме Битола, Прилеп, она трансверзала Велес, току гледам една алокација на средства за култура и развој на култура и во многу градови во Република. Од тие 3-14 предмети имате и создавање нова вредност, нови изгради, дали е тоа на музеи на култури, на дом на култура или театар. Некој пример да ни дајте така. Многу ми е драго дека гледачите да видат дека се работи. Некогаш имам чувство дека не се гледа. Бидејќи сме видете, долги години не се случуваше ништо. Од 14-та, 15-та, 16-та година веќе кога почна со промената на власта, шарената револуција и така натаму, разни притисоци, многу работи стагнираа во општество и можам да кажам дека едно 8-9 години имаше стварно голема и девастација на културните објекти и на културата воопшто. И сега е многу тешко вие да земете да го вратите сето тоа во рок од година и пол назад. Но успеавме, да ве кажем, прво успеавме да ги откочиме сите проекти кои што беа заглавени. Продолживме да го работиме театарот во Куманово. Раскинат беше договорот со театарот во Струмица, кој што беше веќе 70% завршен. И сега ние останува уште 30%. Сега ние кога се вративме назад, мораме некои позиции, поготово во делот на струјата, испитување и така натаму, да се вратиме години наназад. И не чини 3 пати повеќе од колку што да го завршила претходната влада на време. Прилепскиот театар Војдан Чернодрински, за мене најважниот театар во државата. Да, името. Да, го затворивме заради тоа што веќе не исполнуваше после пожарот во Кочани, не исполнуваше никакви услови. 20 години не е чепнато ништо во тој театар. Сега се работи нешто? Сега се работи новиот проект. Значи прво се прави идејното решение, работат веќе таму и ќе треба после со ребаланс на буџет да одобриме средства и за изработка на проектот. Со тоа што прво ќе го направиме театарот, ќе го вратиме да добиеме современ објект, а после ќе се вратиме назад на Центарот за култура, за да не ги оставиме актерите на улица. Истото ќе го направиме и со Штип, истото ќе го направиме и со Охрид. Нешто и Тетово имате планирано? Тетово е веќе во процес театар и библиотека, и тој веќе е во завршна фаза. Турскиот театар е во завршна фаза, тој е веќе се работи последната фаза, сценската технологија и интериерното уредување. И во делот на заштитата си имаме отворено многу, но сакам да кажам дека некако успеавме средствата што ги имаме. Морам да се пофалам нешто, што ние претходната година успеавме 97% да имаме, можеби повеќе, реализација на буџетот. Што е нешто што се нема случено во годините. Виси на ниво. Морам да кажам 24-та, бидејќи ја наследив, исто пропадна голем дел од средства, бидејќи не успеавме да... жално е во култура да пропаѓат средства. Жално е. Но затоа 25-та година не беше и тоа како успешна година. Ај малку да го чачнеме туризмот. И вие сте прв министер кој се бави и со туризам. Советот за туризам, функционира. Да, го формира. Планирате нешто долгорочно, нешто стратегија, нешто развој. Видите, имаме повеќе видови. Природата дала, министар, мораме да се согласиме, природата се ни дала. Оваа држава се ни дала. Само ние треба да искористиме. Малку стратешко размислување. Само треба да размислуваме. На тој план што планирате? Имаме и култура, имаме традиција, имаме туризам.
Значи во оваа држава можеме да ја направиме, како да ви кажам, да остварува најголем профит од културното наследство и од природните убавини. Само треба и како граѓани да бидеме свесни дека го поседуваме тоа. Морам да ви кажам дека во ништо не брзам. Па и не мора. Иако можеби ќе има забелешки во однос на тоа дека одат поспоро работите, слепи кучиња ги ради. Но јас не брзам. Така? Зошто? Работиме сега и на Националната стратегија за развој на култура и почнавме... Тоа за крај го чекам. Да, добро. Тогаш за Ама ако туризмот ќе кажам. Слободно, ве молам. Работиме и на стратегијата за туризам. Предходната стратегија за култура, 18-22, мислам дека беше Ала Ѓозовски министер и изработија за 1 месец. Тоа беше најлошата стратегија што може да постои за култура. Полемики ненормални, да, имаше напаѓања. 5% реализација. Да. Значи, вие не можете да дојдете на позиција на власт без никаква анализа да направите стратегија. Да. Мене ми требаве година и пол. Ние постојано работиме на новата стратегија. И можеби ќе ни фалат уште 2-3 месеци, но кога ќе ја донесеме стратегијата е направена врз база на функционална анализа на институциите, на граѓанскиот сектор, состаноци со сите и струкови здруженија, филмски работници, ликовни, музички писатели и така натаму. Буквално со сите разговараме за да најдеме заеднички начини да им го кажеме правецот во кој што сакаме да се движиме. Од таа причина го формирав и Советот за туризам, кој што е составен од највисоките професионалци секој во својата област и многу професори од сите факултети, и од Штип, и од Охрид, и од Скопје. Им дадов задача да не бараме ние странска компанија да распишуваме тендер, некој да ни изработува нас национална стратегија за туризам, ми реков ние дома ќе си ја направиме. Затоа што најдобро знаеме што ни е потребно. Можеби во делот на методологијата ќе побараме помош, а и побаравме во Мадрид кога бевме од UN туризмот, и ќе побараме совет стручен во делот на методологијата, но задачата треба да си ја завршиме дома сами. Затоа што јас сакам на крајот реализација минимум 90% во стратегиите. Видов ја некоја бројка пред некој ден, 6% во споредба со прошлата година, значи 24-25, 6% развој на туризмот, поголем број ноќевања, повеќе на странци отколку домашни, ама туризам е туризам, нема толку да го делиме. Значи се оди, има зародиш, има развој, се надминува стагнацијата. Јас тоа го сваќам бидејќи пензионер сум, едната канцеларија ми е на улица Македонија и гледам колку луѓе влегуваат без вестерн, колку луѓе влегуваат кај мајка Тереза, а кога седам на плошадот гледам колку со знаменца овие странските групи ги гледаат спомениците секако споменикот. Ја не велам коњаникот на Александар Македонски без еуфемизми, јас се изразувам. Тоа носи пара, изборев и со авторот на мајка Тереза домот. Вика, погледнете ги, вика. Многу е посетено. Инкамите ќе видите, вика, дека носе пари, а се критикуваше кичли, не знам, Роко, кој она. Ете го туризмот. Ете го развојот на туризмот. Во дојдовниот туризам имаме над 20% повеќе туристи. Видете, имаме првпат ни се појавува и специализиран авион да ни доаѓа со 200 туристи дневно надвор од туристичката сезона. Тоа го направивме веднаш на почетокот. Мислам дека почнавме од октомври. Имаат кружна тура во кој што во Македонија се задржуваат 4 дена. Но знаете што е најинтересно? Да. Што е најпосетено и што е најбарано? Културниот туризам. Да. И затоа сум многу среќен. И очекувано беше дека ќе биде тоа. Бидејќи идејата не некаде од 2018-19 година да се спојат Министерството за култура и Агенцијата за туризам во едно, бидејќи врз анализите што сме ги правели и претходно, културниот туризам е најголем двигател на економијата. И тука се фокусираме најмногу и морам да кажам една многу важна работа. Повелете. Прво и основно, некаде во
почетокот на април месец, средината на април месец, тука некаде, ќе ја промовираме првата апликација за транзитен туризам. Одлично. Значи, веќе некаде од И Србија, тука сме крстосница. да, некаде од Србија ќе почнат луѓето да можат да си ја скенираат, да си ја симнат апликацијата и да видат што имаме на тој потек е 75. Имаме над 150 хотели, винари, домаќинства, археолошки локалитети кои што се приклучуваат кон оваа апликација. Да. И ќе биде една од најсовремените апликации. Еве, да не зборувам пред време, ќе ја видиме за брзо време, мислам дека за 15-20 дена ќе имаме една верзија, да видиме како ќе изгледа тоа. Но како и да е, ова ќе ни биде еден патоказ со транзитниот туризам, како понатаму треба да се движиме во делот на културата и туризмот. Мора да прашам нешто. Пред некоја година, кога одевме за Свети Наум, застанавме вамо во наколнова населба, запустена, да не речам руинирано, и нема никој. Дали нешто напреднавте, дали успеевте да отворите, или може би потоа се отворила, ама прекрасна туристичка дестинација, прекрасно слика на културата на Република Македонија, немаше ни кустос, немаше ни отворено, ни ништо. Каква е состојбата сега? Сега ќе ви кажам каква беше состојбата. Некаде на крајот на јули го посетив веднаш, значи некаде после 15-20 дена кога станав министер, веднаш отидов во Охрид, пошто знам по статистика дека најголеми средства прибира наколната населба. Многу луѓе ја посетуваа. Да. Кога отидов таму бев вџашен од тоа. Да. Што имаме? Значи прво немаше трева, имаше жолтило, беше обраснато, немаше систем за наводнување, беше расипан, таблите беа искршени за влез и изгледаше очајна ситуацијата. Веднаш се договоривме со директорот, иако тој имаше искосено малку, еве ќе дојде министерот барем да покажеме нешто што имаме овде. И на сметката на завод и музеј имало 15 милиони денари кои што претходната власт не ги користела да го одржува објектот. Бруки. Во рокот месец дена, месец и пол, распишавме тендери, се што требаше да се направи. Значи, целата платформа ја сменивме, крововите ги обновивме, ги сменивме, подот кој што го има на наколната населба, се исчисти, бифето се отвори, го сменивме системот за вода, сега изгледа сосема поинаку зелено и убаво. Значи, таблите ги сменивме. Сликата ја сменивме за рокот месец и пол. Толку е потребно. Само едно можеме да кажем. Само треба да бидете комплименти. Домаќини. Моите комплименти. Иста таква наколна населба откривме и во Дојран. Да. Прошлиот викенд бев таму, некои цркви посетував. На истиот принцип ќе го направиме истото и во Дојран. Така да не велиме дека правиме реплика на нешто, туку ние навистина најдовме дека таму Пейзажна слика на Дојран е она кукичката на колци што е и постоела наколна населба и се открива таму, се работи моментално на археолошки ископувања и веќе изработуваме проект за наколната населба. Се надевам дека и Дојран ќе доживее таква популарност. Една идеја можам да ви дадам. Истражувам ја нешто со црквите и манастирите. За мене тоа е култура, они не одржале. Школите средновековни кај ни биле. Има една црква на самото езеро Дојранско е, великомаченик Свети Георгија. Мене ми е симпатична. 100 години годинава треба да се одбележи како е изградена. Ги сликав сите донатори, сите кои дале пари, во Наполеони, во лири, во денари. Значи, тоа е српско време, 1926 година, обновена 1982 година, и сега камбанаријата е обновена, дворчето прекрасно, све клупички столчиња, а самата црква малку ми стои руинирана. Поведете сметка, има и друго министерство кое може и можеме и со... Зборуваме за црквата што е десно од патот горе... Не, на самото езеро е долу. Долу, Нов Дојран. Нов Дојран, значи, добро. На самото езеро е поставена. Тоа не е стара црква, значи 100 години, тоа ништо не е, имаме ние цркви од 9-11 век. Ама
ги читав фамилиите што донирале, во чест на дојранци и на тие што донирале, ја мислам, државава треба, сега ова нова власт гледам, растрчена е, обновува, реставрира, реновира и така натаму. Вреди на таа црква да и се помогне, поради тоа што па во Дојран нема многу цркви, има еден манастир, Свети Илија и така натаму. Да, има и уште една црква која што исто така треба да се обрне внимание. Бев ја на посета пред Нова година. Таму не знам дали знаете дека имаме нов објект на Природно-научниот музеј. Не сум знаел. Да. Имаме Природно-научен музеј во Дојран, кој што е затворен 7 години. Ви посакувам да го отворите и да популаризирате. Бевме и веќе почнавме Браво. Сега една дигресија да направиме за да отидеме малку во друга насока, културолошка, пошто не е се така идеално, кога еден лидер ќе даде изјава за лидерска средба, со криминалци не разговарам, кога еден синдикалски лидер ќе каже добро утро на сите, тоа не важи за претениците, и кога назад некоја година една министерка ќе биде фатена дека со картичката, министерка за култура, со картичката, ајде да не кажам што све купувала за приватни потреби, министер, морам да ве прашам, кој е тоа ниво на домашно воспитување и на култура на јавните личности во политиката, на лидерите, и еве некај во општествените активности, синдикалството не е политика, ама е некоја општествена граѓанска активност. Некако нивото ми е многу слабо, да ви кажам. Ајде вака да направиме една паралела. Сите овие што ги спомнувате, и опозицијата, и овие синдикативе и така натаму, кога не се работи ништо, кога тоне државата, сите молчеа. Да. Се разбира, си го дадоа своето право, гласа за оваа политичка опција, за да промени нешто. Ние буквално расчепкавме секаде каде што беше труло. И навистина беше труло и се уште е труло. И ова ќе биде еден долг процес додека се дојде до една да имаме пристојна слика во државата. Но во тој процес има многу сопки. Ке би рекол, природбата продолжува. Така е. Но вие сте влегле со десната нога да ги решавате работите, некој постојано ве влече за левата. Не ви дава и таа да влезе да почнете да работите. И мислам дека тука ја прават најголемата грешка. Кога нечини молчат, кога има реформи, кочат. Да. И тоа не смее да се случува. Но тоа луѓето го препознаваат. Пред некое време еден новинар ме праша, ми постави 4-5 прашања, негативни, тргна со тоа, со негативните работи, и вели, зошто културата ја нема во првите 10 минути во вестите? Па вие сте новинар. Изборете се, вие изборете политика. Се. Да, и вие ми поставивте прво 10 прашања негативни, барате да исчепкате некоја тема која што е шкаклива, и од тоа да направите вест. Дајте да ги видиме прво позитивните работи. А има многу, но не ги гледаме. Така да, ова што се прави сега е само еден таков притисок. Притисок да се закочат реформи. На некого не му на некого не му одговараат реформите, на некому не му одговара да се воведе ред и во култура, и во здравство, и во образование, не му одговара на некого. И сега тука имате истомисленици во целиот тој процес и навистина. Ама мислам го изгубија сиот легитимитет. Го изгубија еднаш на локални избори, па на парламентарни, па на претседателски и повтор пат на локални избори. Ја мислам, тие луѓе... Ние имаме 4 години. Како влада, како влада имаме 4 години да ги промениме работите. Вие можете, еве во овој процес се создаваат нови закони, се носат
се носат нови стратегии и во култура, и во туризам, и во заштита на културно наследство. Во рок од 2 години ќе бидат сите готови и после ќе ги видиме бенефитите од тоа што сме го направиле, но сме го направиле заедно и со националните установи и со граѓанскиот сектор. Значи не го правите вие тоа сами. Но ако во овој процес имате постојано притисоци и сопки, не можеме да изгубиме. Едноставно вие тоа ќе ве ојача. Министар, ја мислам тоа ќе ве ојача. Јас не се плашам од тоа. Ја намалуваат важноста важноста на големите проекти. Народот ќе суди и еве пресуди народ. Ќе ве вратам сега малку далеку, се надевам ќе памтите, си ги знаете сите актерски улоги. Има една драма ичачка, сте играле Комши Капичик. Ја водев 2003-2004, мојата втора пиар кампања беше Living Together, заеднички живот, со животот, ама не едни до други, него едни со други. И ја го актуализирав Капиджик, Комши Капиджик. Еве како, ја израснав во Кочани, на Комши Капиджик, пиење кафе со комшиите, во дворот приквечер пиење на повозрасните ракија, нас не праќат купи цигари, купи ова за салата, од харчија кафаната, се живееше, се имаше општествен живот, беше комшија со комшија, не комшија до комшија. Овие акции културолошки што ги правите, мене ме подсетува дека полека го враќате животот во основната клетка во семејството, во дворот, во улицата, во блокот или во квартот, да речам. Подсетувајќи се на таа улога, дали ќе истраите во заживување на културата базична, таму кај што сме се родиле, огништето кај што ни е родно, во куќата, во дворот, видики, не е се зграда, не е се станови. Ние се социализираме кога соработуваме со нашите ближни. Мислам, поентата ја свативте. Ја сватив поентата и токму она е тоа што реков дека сакам со сите градоначалници да разговарам на таа тема, да ја вратиме брендирање на градовите. Што е она што е важно за Прилеп, што е важно за Велес, за Струмица, за Битола, кои се основните потреби на луѓето да се вратат оние вредности кои што сме ги изгубиле, а да не одиме носталгично, туку едноставно да кажеме дека ова треба да продолжи како идеја. Од таа причина беше тогаш направена и представата Комши Капиджик. Иначе да ви кажам, тоа е приватна продукција. Не знам. Да, приватна продукција, да, една колешка моја Сема Али, турчинка, го пишуваше текстот и бевме поврзани од Србија актери, од Македонија, од Хрватска и од Турција, да. Тоа е смислата на Комши Капиджик. И тоа е смислата, да, и затоа беше и направен тој проект. Иначе тоа траеше неколку години, ние имавме приватен театар. Ова подсеќа на Дома, најубаво е Дома, тоа е една книга за конзервативизмот од наш филозоф и Домата на Горан Стефановски. Да. Тоа е Комши Капиджик. Да, точно. И мислам дека треба да го повториме, да го развиваме. Забораваме ние со отварањето на премногу ресторани, кладилници и така натаму, забораваме всушност кои ни се основните вредности на не само на едно општество, основните вредности на еден град. Значи кој ќе го погледнете само Велес. Првите читалишта Прилеп и Велес ги има, денес немаме читалишта. Така е. Ама морам нешто да ви кажам. Престојувам, живеем во Кисела вода, на улица Вера Јочич. Отворено е пред некој месец, ја мислев, некој кафуле, ресторанче мало, влегувам натре, све млади деца, студенти, средношколци, отворени лаптопови, учат и прашам деца што правите? Едни спремаме испити, други се спремаме за на час. Си седнам во ќошот, моите весници, јас сум стара генерација, оловото уште на прстот, да помирисам. Уживав тој ден да ги гледам, читалиште во сред Кисела вода. Тоа ме радува. Тоа е заборавена. Тоа ме радува многу. Тоа е добро.
зародишот на читалишта се прилепи Велес. Така. На за 170 години. Ги спомнавте бренд кампањите за градовите, ја во книгата што ќе една од книгите што ќе ве поклонам, имам автор сум ја вселена на брендови, бренд кампањи и морам да ви кажам дека ќе ве замолам да се присетите на кампањата на 3-4 кампањи, што би се рекло. Едната е најблиската до нас е Шпанија, држава на фламенго, корида и архитектура. Ова е после Франко, најголемиот развој на туризмот, да ви кажам, во историјата е тоа. Можеме нешто да научиме, а вие ми спомнавте дека веќе сте соработувале нешто како да ве чув со Шпанија. Потоа Бевме на сајмот за туризам таму. Да. Но ова во однос на брендирањето ќе ви кажам подосна кога ја имаме ние најголемата шанса. Да. Потоа кампањата на iPhone, ајде да размислуваме поинаку, ги имаме сите услови на назад гледано историски, традиционално, културолошки да сме ние поинакви од другите и сме поинакви од другите, можете да искористите таа кампања. Има примери со Рим, Париз, што сум пишувал, едноставно не може да го промашиме туризмот. Не може да го промашиме, ние само можеме да ве поддржиме. Сега, сакам нешто друго да ве прашам. Кога наназад ќе се повратиме да погледнеме што ни се случуваше на највисоко државно ниво, ќе видиме дека председател на држава ќе изјави па Гоце Делчев е на бугарите, премиер на држава ќе изјави па да, историјата е бугарска, македонска, тоа како беше сашти народ, исти народ, она. Ја лично мислам тоа е срамота. Ја обработував филозофијата на книгата од Фукујама пред некоја година идентитет и достоинство. Ја мислам дека 21. век ќе биде век на развој, обстој, бидејќи начината е глобализмот, на идентитетите. Национални, културолошки, локални, регионални, државни, суверенитет и така натаму. Го слушам ова што го говорите, е сосема различно од она што беше 7-8 години наназад од една друга власт за која народот пресуди 3-4 пати. Има ли шанси да ни се повтори тоа? Прашањето е нелогично, ама многу е поучно, мислам. Или сме ли уште еднаш да ни се повтори првите граѓани на државата, председател на држава или на влада, да не продаваат културолошки? Еве, да биде малку појасен. Јас не верувам дека веќе некој би посегнал да го прави тоа, но што е многу важно, ако ние сега ги поставиме темелите во било кој ресор, и во култура, и во здравство, и во економија, и премиер, председател на држава и така натаму. Било каде ако ги поставиме темелите, ако ставиме здрави основи, и ако си ја завршиме работата дома, гајле ми е за тој другиот. Ние премногу се занимававме со односите во надворешната политика. Значи целиот фокус Сосема сте во право да ви кажам. Да, ворете тоа, нели? Затоа и постои владата. Но премногу се фокусиравме таму, а заборавивме се што ни беше дома, се обезличивме. Кога вие ќе тргнете само кон надворешна политика, а дома заборавате се, вие останувате голи и боси. Останувате мета. Гола мета. Значи секој може да ви прави што сака. Јас сум за една друга стратегија. Си ја тераме надворешната политика. Дајте ние си ја завршиме работата дома. Дајте ние си снимаме филм за Гоце Делчев. Дајте да снимаме филм за Кочо Рацин. А тука имате проблем. Дајте. Ваша претходничка велеше, создавајте, ама немојте за македонизм. Да, и за повесели теми да се занимаваме. А од овие повесели теми здравје. Дајте ние да си ја запечатиме нашата историја, култура и традиција. Како да ви кажам, да си ја раскажеме нашата приказна. Тоа не е нашата бренд приказна. Па тоа е тоа во суштина. Културна историска. Да ви кажам една работа, бев во Ливерпул,
за да ја видам нивната приказна за Ливерпул, Европска престолнина на културата, била во 2008 година. Тоа е најдобрата приказна како еден град може од еден така трговски, рибарски центар, не знам и уште што бил, да прерасне во најекономскиот град во... Па ги имат и ливерпулските буби, Битлси. Но тие со Европска престолнина на културата го создале целото тоа. Значи, го испитале локалното население. Кои се нивните потреби? Што се нивните потреби? Какви реформи треба да се направат? И од кога го направиле тоа во 2008 година, вие денеска го имате најпосекуваниот град во Европа за посета. Тоа сакам да го направиме со Скопје во 28 година. Се припремаме ли за Скопје 2028 година? Се припремам. Да. Се припремаме, но сега многу повеќе оставивме на градот, бидејќи градот е носител, нели имаме нова локална самоуправа. Им поможите троа. Но ние секако им помагаме. Ние во оваа година и пол додека сме на власт, додека имавме градоначалник кој што така немавме некоја добра комуникација, успеавме да ја задржиме титулата во таа година дена како Министерство за култура, бидејќи бевме оставени сами на себе. Министер, ќе ве вратам 150 години наназад. Многу ме право. Да, ама ќе видите убав е поводот. Годинава треба да одбележиме, а веќе одбележуваме 150 години од Разловечкото востание. Така. Значи тоа е првото востание. Првото востание, така. Ако Карпашова го тргнеме малку одамна дека е. Тоа е првата генерација македонски револуционери, Димитар Георгиев Перовски, Поп Стојан, Дедо Ило Малешевски, он е со македонското подоцна 2 години, што е, ама е легенда во Дедо Ило Малешевски, мислам, во Малешевијата и во Македонија. Тука да не забравиме и Пулевски учествува, тој е чудо од човек, а оние што сакат да ни го ништат велат, тој е неокзидар бил и така натаму. Јас сум многу заинтересиран, ја еден граѓански проект припремам за Разловечкото востание, овие два лика да ги популаризираме. Знамето на Разловечкото востание значи нешто, тие двете пораки значат нешто. А дали Министерството за култура, нешто таму прочитав во некои редови, поставката музејска дека ќе обновувате, нешто со музејот, дали припремате нешто повеќе за во мај месец и јуни месец таму? Кога ќе биде тоа? Да. Најважното востание. Да. Кое што основите, вие рековте преска, основите на култура тоа ги поставува. Да, тоа ги поставува. Тоа се основите, така па да. доаѓа Илинден, па Крушевска да, република, па Асном и така, но и ние треба да почнеме од таму и жал ми е што некако низ годините така се фрла Разловечкото востание на маргините и во делот на одбележувањето, но тоа сме го правеле генерации на нас со многу манифестации. Што одлучивме? И премиерот тука морам да кажам дека дури можам да кажам дека беше иницијатор на цела оваа ситуација. Домот на Разловечкото востание беше во очајна состојба. Тоа го знам. Манифестацијата и така се случува, нешто не се случува. Локалната самоуправа таму не обрнуваше внимание. И претходната година донесовме одлука да го обновиме домот на Разловечкото востание. Ова е веќе добра вест. Да, и одвоивме некаде околу скоро пола милион евра, 22 милиони денари. Се направи проект, многу брзо ги добивме дозволите. Веќе се работи скоро месец дена, сега и малци поинтензивно ќе почнеме заради дождовите, имаше проблеми и ќе имаме околу 3 милиони денари ќе биде главната поставка во музеот на Разловечкото востание. И за да го заокружиме тој цел процес, и манифестацијата ќе биде соодветно избуџетирана за да ја направиме на едно достоинствено ниво. Тоа ме радува. Така да, јас сум многу среќен. Да. Јас сум многу среќен, иако сега
додека не го видам во некоја завршна фаза, сега ми се чини дека средината на март некаде ќе имаме веќе нешто да видиме од музеот и се надевам дека еве за едно 20 на дена ќе имате и појасна слика како ќе изгледа целиот тој простор таму. Полека пред да привршуваме, се ќе направиме една споредба. Правев една анализа минатите 3 недели, шетав низ Македонија, централниот дел и јужниот дел. Следните ќе одам на истокот, се припремам за еден проект. Македонија преродба, револуција, државност. Испоредував атмосфера меѓу луѓето, повеќе по село одев, да бидам искрен. Секако и по градови. И споредував со тоа што го кажува опозиција. Вечерва се трудев да не зборам за политиката, ама неизбежна е. Аристотел како вели, се е политика. Иако ја велам, се е култура. Културата е во основата на се. И се обидува да споредам она што го слушам од Филипче и од неговите старо-нови функционери во партијата после тој конгресот, кој нема никаков одглас. Не ми штима работава. Едно гледам на терен, луѓе и повратници и инвестираат. Море случајот Банско го пишував на мојот Facebook. Млад господин инвестира, што заработил у Швајцарија, пиперки, патлижани, краставици и така натаму и многу други случаеви. И се прашувам што е работала. Дојдов до заклучок дека се работи за еден синдром на розевите очила на Семјон Семјоновиќ. Ги имам спомнат од 2000 година на пресконференција на ВМРО ДПМН и ДА со Данило Глигоровски. Не знам сега дали е во Шведска или каде е професорот. Кога нешто им кажувавме на ЛДП СДСМ и така натаму. Ама примитив сте играле во драмата случајот ДХ Данил Харамс. Тоа е, да знаат гледачите, руски абсурдист. Абсурдист, точно. Го обработува, меѓу другото и многу работи абсурди обработува, а мене ми е најинтересно на розевите очила. Реалноста која ќе погледнеш, гледаш, се движат работи, како беше, Епурсимов. Да. Значи, сепак се движи, се подобрува, се создава позитивна енергија, се што кажавте ова е видливо, make a difference, направи разлика, ама кога Филипче ќе ги стави розовите очила, тој вели, пропаѓаме, изолирана држава, премиерот што туку не го сменили во историјата, не го испратиле, почитуваниот Мицкоски и така натаму, ки симниш очилата, ќе видиш дека за прв пат имаме поделба на програма во културата, нема проблеми, а баге ние ни една десетина не кажавме што се меѓународната активност не ја спомнавме, нашите врвни и оперски и драмски брендови не ги спомнавме. Еве ќе ви кажам, имаме и откуп на музички дела оваа година. Имаме и 10 милиони денари откуп на ликовни дела. Го вративме назад конкурсот за креативни индустрии. А тоа е еден од најбитните. Еден од најбитните. Значи тоа е шампиони се Лондон, Тоа е средината помеѓу културата и туризмот, за најчиството и така натаму. Направивме саем за рурални домаќинства, кај што имавме побарувачка од 150 излагачи. Да се вратиме во селото. Да, планирам да завршам во селото. Да. Имавме 50 излагачи во кои што, како да ви кажам, буквално секој штанд го поседи. Имавме 3 фамилии, имаме снимено видеа кои што се повратници од странство. Значи ова се снимени, ги имам видеата. Така. Значи се вратени од Шведска со се децата, се вратени од Словенија и се вратени од Германија. Се вратени, едниот е производител на вино, другиот произведува пити, димен ајвар и не знам и што друго. Третите произведуваат едни од производи од Афион и така на. Значи се можело. Значи се само може. Треба да се обидеме. И на прашањето пред да им го земат интервјуто, јас ги прашував сите, дали вие добро живеете од ова? Велат вака: да, може да биде многу профитабилно. Не ни треба вашата како држава пари да ни давате, да не помагате со грантови, со субвенции. Дајте ни помош во делот на инфраструктурата, дајте ни помош во делот на рекламата и дајте ни помош во делот да бидеме повидливи на саеми. А сето ова
имаме доволно средства и можеме да им Така. го направиме. И јас им го ветив дека веќе оваа година во мај месец ќе добиеме саем со над 200 излагачи. Ве држиме за збор. Да. Сега да направам таа дигресија споредба и вие да ми ја објасните. Пред толку години сте играли тоа е тежок да се игра Даниел Хармс или Многу опасно, а деца бевме. А деца? валда вие. Да. Сега, пред толку години се надевам сте навлегле колку толку во тој проблем. Ајде сега кажете ми како може во 21 век, во третата деценија, еден лидер да го зафати синдромот на Семјон Семјоновиќ, тие три фото слики типски, што би се рекло, една е реалност, а вие ја гледате изобличена. Зошто не се случува тоа? Ова повеќе прашувам како актер, да ви кажам. Нема избор. Да. Кој нема избор? Тој. Аха, сега ве сватив. Иначе избор секој пат има. Нема избор. Добро, ве сватив. Нема избор. Да. Тешко му е, многу. Веруете, многу му е тешко. Вие немате поддршка ниту од внатре од сопствената партија, а немате поддршка ниту од меѓународната Жално што му се случува на себе, ама мен не ми се бендисува. Да, ама не е добро тоа. Не ми се бендисува. Не е добро тоа. Треба да се добар коректив на вас, на ВМРО ДПМН. Точно. Посебно еве ги гледам луѓето со кои што комуницирам, кои што се и од делот на културата од другата страна. Мислам, не гледам дали некој веќе припаѓа од таа страна. Се создава некоја генерација која што всушност ги нема тие вредности кои што ги имал социјалдемократскиот сојуз. Но како и да е, Хармс добро го тој не е свесен дека е дел од драмите на Хармс. Да. Ова ви вреди да ви кажам. Ма мислам ќе не разбере ако не гледа, затоа што Хармс убаво дал што е разлика од фикција, реалност и нешто што гледаме, а никој не го гледа, а го нема во реалноста. Едно од најпроблематичните работи, морам да кажам, во делот на културата од страна на опозицијата. Е тоа што ништо од ова. Они го гледаат. Ова што го збориме ние денес, и сум го зборувал и претходно, они го гледаат, но тоа ги боли. Не би требало. И нема никогаш да си го признаат дека е тоа така. Една од најубавите работи е спојувањето на културата и туризмот. Дефинитивно. Една од најубавите. На почетокот не беше добро примено, ама дефинитивно се види дека има логика и дека е убаво. Мораше да се интерпретира. Ние кога влеговме во тој процес, одма имавме административни пречки и проблеми. Тешка бирократија, кој што во рок од 6 месеци не, како да ви кажам, едноставно не можеш да го завршиш тој цел процес на превземање, па дури после да почнеш да креираш политики. Така да можеби не беше интерпретирано добро, но мислам дека веќе станува јасно од кои причини се спои овие два ресори. Во вечерашниот разговор вие велите проучивме, променивме, создадовме услови, меневме закони, стратегија не се прави за месец дена она. Мислам дека сте на добар пат, исправете ме ако не сум право, да воведите на повисоко ниво култура на закони. Тоа се вели култура дела легалита, доаѓа од италијански израз кога 70-тите години имаа проблеми со криминалот, со културата, со све, се подобрија едно време. Лично ја препознавам кај вас во вашата област. Тоа е суштината. Така. Тоа е суштината. Се согласуваме така. Затоа мислам дека ако се донесе култура на законија и тоа со цврсти закони, кои што ќе бидат препознаени од сите, и затоа може би оди поспоро, да нема да си дозволи ниједна политичка опција по 10-12 години кога ќе дојде некоја друга, да може да промени, не да промени, туку да го сруши тоа што е создадено како што треба. Ве поддржуваме во тоа и само ви даваме поддршка да истраите. Од прилика пред да ги дадете завршните поинти, ние секогаш така на гости велиме, дајте некоја порака, бидејќи сме и поучен подкаст, не само информативен. Ја би завршил со Ралф Дарендорф.
тој вака велеше кога влегувавме во плурализам. За 6 дена се смени може да смениш власта. За 6 месеци може да смениш законите. За 6 години институциите. Ама вели треба 60 години да се смени матрицата културна, однесувањето и односот кон работата, одговорноста и така натаму. Министре, потрошивме 35 години. Не остануваат како уште 20 и некоја година. Ке издржиме ли? Ќе издржиме. Тоа проклество да го тргнеме од Арендов и пред 60 години да направиме добра, културна, позитивна атмосфера, че и зародиш и ги гледаме минатата година и оваа година, само треба да истраиме и да имаме континуитет, а не како се менува власта да се менува на тој план. Дали верувате дека целта се гледа? Може ли вака јас да го завршам? Нешто што кажавме и преска. Господ се ни дал во оваа земја. Да. Значи имаме почва за работа во која што никој го нема во Европа. Имаме неискористено од богатство. Од Менадата, од големата мајка. Апсолутно, во секој град кога ќе влезете, ви имате таква историја, можете да дојде приказна, не ги раскажуваме ние приказните. Затоа сакам да ја дисперзираме културата во селата, да ја дисперзираме во помалите места, да ја раскажуваме приказната и за Итар Пео, да ја раскажуваме Дедо Цепенко. Цепенков, значи имаме толку многу приказни. Со толку многу работи да се занимаваме, што глава ќе не боли. Само ни треба малку време. И во делот на културата, и во делот на туризмот. Само малку време ни треба. Мислам дека сме на добар пат. Мислам дека ќе станува се повидливо и повидливо што е тоа што сакаме да го правиме понатаму и дека ќе биде препознаено и дека ќе биде успешно. Тука некаде би подзавршиле да ви кажам. Сепак, не секој ден имам прилика да зборувам со министерот за култура, би ја искористил оваа прилика на нашите гледачи, бидејќи сме на почетокот на годината, имаме баги јубилеи, ја не сакав да ги спомнувам, баги јубилеи за одбележување, само Разловечко стание го спомнавме, ама има уште 10 на 15 јубилеи за одбележување. Се гледа дека за разлика од претходната власт вие ги одбележувате сите јубилеи, значи не се срамите од историјата, од традицијата, не се срамите да го изговорите и Линденско восстание и Крушевска република. Тоа е македонскиот код, македонскиот бит, а не нешто друго како што некои други од претходната власт или вашата претходничка кога ги учеше творците како да творат, поточно што да не творат, да бегат од македонската ДНК. Брука невидена. Што би сакале за крај да им кажете на публиката, на граѓаните, на планот на развојот на македонската култура, на одржливоста на македонската култура, од аспект, малку зборевме, ама сега некој збор ќе ни кажете, од национална стратегија за развој на македонската култура, која може да биде само македонска, уште еднаш ќе кажам, само македонска и ничија друга. Ќе ми биде многу тешко Сотир ова но сублимат некој. Но би сакал да одиме кон позитивните па ќе пробам ова да го скратам во една реченица, две. Не постои земја во Европа на толку мало тло да има толкава мрежа на национални установи. Тоа се 72 национални установи, 6 центри за култура надвор од земјата и 46 локални установи. Богатство. Но е неодржливо. Ако направиме сериозни реформи, а тоа го има и во националната стратегија, значи да правиме реорганизација во делот на националните установи, а ја постои таа можност да биде пофункционални, ќе имаме 2 до 3 пати повеќе средства и повеќе можности да ги спроведуваме овие програми. Јас не сакам да си одам од Македонија.
сакам да останам да си живеам овде. Еден председател сакаш да си оди. Знам, да, ама да не беше председател. Еве викам, јас сум министер кој ќе ми заврши функцијата, јас сакам да си останам во Македонија. Сакам моите деца да останат во Македонија, да може да творат тука, бидејќи тие тргнуваат некако на патот кон создавање уметност или влегуваат во оваа струка. Го сакам селото, земјоделието, значи буквално ова е плодна почва да правиме добри работи. И не знам како ќе звучи ова веќе Слободно, поверувам. да, но на вистина би сакал да си ја видам. Знам дека одговорноста не е само кон мене, одговорноста и кон сите други луѓе кои што ќе дадат поддршка и кои што ќе го препознаат овој правец. Се надевам дека ќе успееме да си создадеме таква држава која што никој понатамо нема да има можност да не ги руши циглите. Амин. Амин, да би рекала. Министре, ве проучив како актер, успешен, квалитетен на 3-4 полиња, значи филмови, драми, серии и телевизиски филмови, така некако доаѓа тие 4 области ги видов. И ја само едно ќе ви кажам. Ви посакувам како министер до крајот на мандатот да сте успешен како што сте биле и сте успешен како актер, значи реализиран човек. Користам прилика да ви поклонам, бидејќи ние поклонуваме нашите гости книги. Затоа ви реков, ние сме едукативен подкаст, кој што сака нека мисли. Книгата е најубавата алатка на човекот. Значи, вселена на брендови и толковник еден брендинг, адвертайзинг, public relation, авторот сум јас. Имаме и книги од Раде Силјана, ама овој пат не ги донесов, ги заборев во друга прилика. Тој не е еден вид спонзор, така ни дава по некоја книжуле. Со големо задоволство ви ги врачувам и уште еднаш ќе кажам, ми беше драго што вака културно се изборевме за македонската култура и ви посакувам се што сте испланирале во националната стратегија за развој на македонската култура, сега овде и туризмот, да реализирате колку што е реално, па и нешто повеќе од тоа. Дај Боже. Уште еднаш благодарам, да сте живи и здрави, продолжите со овој елан и по тој правец, на прав пат сте, целта ќе остварите кога? Тогаш. Така. Благодарам уште. Да. А поштувани гледачи, ова беше подкаст Радар. Разговаравме за културата и за туризмот со министерот Зоран Љутков. Се надевавме дека имаше интерес од ваша страна. Се гледаме следната недела. Довидување, да сте живи и здрави.